Уште еден проект во низата проекти кои што се реализираат 2013 година, на почетокот на 2014 го завршуваме, тоа е хортикултурното уредување на булеварот Александар Македонски и навистина во овој предел на градот за брзо време. Сега можеби ефектите заради сезоната не можеме да ги видиме со голо око, но самата таа инвестиција, самото идејно решение, еве сега првите денови на пролета или најкасно првите денови на летото ќе го постигнат својот ефект и јас сум убеден, еве, за брзо време вие ќе посведочите на тоа дека Радовиш ќе го има најдоброто хортикултурно уредување можеби во Република Македонија. Во тек исто така во општина Радовиш во завршна фаза се двете мултифункционални игралишта. Едното кое што го градиме во соработка и средства од Агенцијата за млади и спорт во дворот на основното училиште Никола Карев. За таа инвестиција имаме обезбедено 7 милиони денари од буџетот на владата на Република Македонија. Во оваа прилика и јавно да се заблагодарам и на владата и на председателот Груевски, како и на директорот на Агенцијата за млади и спорт, кој што еве Радовиш е една од општините во која што се гради вакво мултифункционално игралиште, а вие знаете дека со наши средства, благодарение на соработката со гимназијата Коста Сосинов, со директорката Венка Тадирова, како и со благодарение на поддршката на Советот на општина Радовиш, успеавме да изнајдеме и сопствени средства, значи од локалниот буџет и од буџетот на гимназијата да инвестираме дополнителни средства во уште едно мултифункционално игралиште во дворот на Коста Сосинов. Таа инвестиција е негде околу 10,4 милиони денари и еве за брзо време и тоа ќе финализира. Се надевам дека можеби сега заради почетокот на кампањата ќе не можеме да го ставиме во функција ова мултифункционално игралиште, но после завршетокот на кампањата, еве на задоволство на граѓаните, на спортистите, на рекреативците, ќе имаме навистина современо мултифункционално игралиште со трибини, со рефлектори, со гумирана подлога, нешто што ретко го има. Радовиш го немаше, а ретко и која општина може да се пофали со таква инвестиција од сопствениот буџет на локалната самоуправа. Во низа очекувам 2014 година, бидејќи и самата програма на локалната самоуправа е доста амбициозна, буџетот е прилично амбициозен. Очекувам и во делот на инфраструктурата, и во делот на сите тие настани кои што 2013 ги организиравме, повторно да се случат и 2014 година, условно речено, ќе бидем година на инвестиција во делот на инфраструктурата. И најбитно од се, еве, последните информации кои што ги добивме овие денови, Агенцијата за странски инвестиции, директорот Виктор Мизо ни даде една убава и радосна вест за сите радовишани да проблемите во делот на имотно-правните односи, експроприацијата на технолошко-индустријската развојна зона дека веќе се завршени, е даден предлог до владата за основање на технолошко-индустријската развојна зона и сите тие, нели, укажување од нивна страна и планот на динамика на случување на нештата, се дека најкасно септември месец Радовиш ќе добие камен темелник на технолошко-индустријска развојна зона, што значи со еден збор подобра иднина на сите радовишани. Исто така, во оваа прилика една информација до вас медиумите, а исто така битна информација и за жителите на селото Злево. Вие знаете дека овие жители една година се во една незавидна ситуација, тешка ситуација за екзистирање и за комуницирање со Радовиш и со останатите градови во Република Македонија, па и во потешкоти во извршувањето на секојдневните функции и потреби. Мостот кој што беше струшен со невремето 2013 година, еве сега конечно, значи имаме добиено изведувач. Сето тоа што беше ветено од страна на министерот за транспорт и врски, од страна на директорот на Агенцијата за државни патишта господинот Лупчо Ѓоргиевски, се реализира и на дело. Целата таа постапка од изготвување на проект, од обезбедување на средства, распишување на тендер, избор на изведувач е веќе завршена. Трае жалбената постапка и се надам дека еве, ако успееме сега до почетокот на кампањата ги завршиме тие законски рокови, ќе имаме и камен темелник на мостот или најкасно значи после завршувањето на избори, бидејќи ова е веќе за мене, а и за агенцијата апсолвирано прашање, конечно и 2014 ќе го реализираме и ова наше ветување кое што го имаме дадено пред жителите на село Злево, односно да изградиме мост во должина од 45 метри, ширина коловозна летна 5 метри, тротоарски простор по 1 метро лево и десно или инвестиција вкупно од 22 милиони денари.